Денес во градска болница Кавадар си предавање официјално на донација. Градоначалниче, за каква донација станува збор? Така, пред се сакам да и го честитам мандатот на новата директорка. Успешна работа, сплотен колектив, за тоа што еден од најбитните сектори е здравствениот сектор, односно општа болница, проширена дејност која што треба да се грижи за нашите сограѓани, не само од Кавадарци и регионално. Станува збор за донација која што за прв пат стапивме во соработка со фондација од Австрија, каде што доста опрема која што од тамошните болници се демонтира и се прече претежно за земји кои што имаат потреба, но ние за прв пат добиваме донација од нив. Станува збор за опрема од лежачи кревети, колички, патарици, други инструменти и ред други здравствени моменти во делот што треба за општата болница. Нема да биде крај од тука, значи ова е само почеток на соработка со таа фондација. Веќе разговараме и за покрупни донации во делот на опрема и инструменти, која што значи директно во делот на зафатот на хируршки гранки и на откривање на диагностички гранки. Општина Кавадарци, можам да ветам да кажам дека сега е како и централно ниво и локално ниво во делот на партија која што го води, макар што не треба тоа да биде од големо значење, дека по-значително ќе се вклучи во општата болница и порелаксирано ќе се работи во делот на финансиска конструкција на општа болница која што во моментот има некои си долг околу 70 милиона денари. Не е тоа енормен висок долг, меѓутоа е претежно една третина трошкови, а и нормално кога во матичното место во самиот град имаш можност за таква операција и сигурноста е малку и на повисоко ниво. Јас ќе се потрудам во овој мандат кај мене заедно со директорите, со сите други да ја дигнеме нивото на доверба на самата болница, квалитетот и да почне да се работат повеќе гранки, затоа што општина Кавадарци знаете дека има една од помодерните болници како објект, еден од постручниот и поодговорен кадар кој што го имаме тука во изминативе години и до ден денеска не се случило нешто како се случува и по другите градови, да не да Боже се случуваат и работи кои што се немарливи. Одговорноста е на прво ниво и мислам дека заедно со Министерството за образование и со владата треба да се бориме да овој златен објект го претвориме во една сериозна болница и доаѓаат луѓе од страна, од регионот и тука си ги завршуваат своите здравствени потреби. Сакам да изразам огромна благодарност на примопредавањето на денешната донација од страна на Сдружение на пензионери ХИКОДЕ од Австрија, кое што ни донира преку Министерството за здравство. Морам да напоменам, јас ќе ја набројам целата донација. Таа се состои од 25 болнички кревети, 8 душеци, 35 помошни маси, 20 постелнини, 20 кревети за преглед, 5 бебешки кревети, 1 стерилизатор, 25 инвалидски колички, 10 столеви за тоалет, 10 помагала за движење, 10 сталакти за инфузија, 80 патерици и 3 колички за прва помош со фиоки, кои
и те како се добредојни во нашата болница и значително ќе ја подобрат работата во целата наша болница на сите оделенија. Всушност, да продолжам дека тоа е мојата заложба како директор на Општа болница Кавадарци, тоа е мојата идеја, значи како прво да се стремам да се подобрат условите на сите лекари кои што работат во Општата болница, нели со подобрување на условите на лекарите ќе се подобрат и услугите кон пациентите, да се качи на едно повисоко ниво Општа болница Кавадарци со зголемување на дијагностиките, со добивање на нова апаратура која што ние би ја работеле, со доедукација на специјалистите, со нови специјализации и субспецијализации. И трето, но не најпоследно, е проблемот со дефицитарен кадар. Имаме проблем со вработување на сестри, на специјалисти, на лекари, на помошен медицински персонал, кои што во најскоро време од денес, јас лично би сакала да се остварат и да има нови вработувања, за да реално, нормално си тече работата во амбулантите, на оделенијата, да немат проблеми ниту колегите, ниту медицинскиот персонал и на крајот на големо задоволство да бидат задоволни и услужени пациентите и граѓаните на општина Кавадарци пошироко.